Јас навистина би сакал да се задржам на психолошката и на социолошката димензија на целава дискусија. Професорката Чупеска веќе зачна со одредени теории околу психолошката состојба на нашето општество во однос на евроинтеграцијскиот процес, а сличен момент е и тоа што го спомна ти, интересниот, односно апсурдниот настан на митинг за поддршка на власта на режимот на Вучич, што се одржа пред некое време мисля, во Куманово. Сите сме согласни дека со промената на власта пред 2 години, нашиот правец околу европскиот интегративен процес не само што забави, може би тргна наопако. Сега, во оваква ситуација, нормално се појавуваат и апсурдни ситуации. Претходно напоменавме дека до пред некоја недела имавме министер за односи меѓу заедниците, кој во јавноста е познат по своите скандалозни изјави. Човек што воопшто не може да ги представува сите етнички заедници во нашата земја, кои имаат различни особини, културолошки, јазични, религиозни и слично. И ние како општество можеби не реагиравме доволно на таквиот избор. Како и да немаше отпор, па дури меѓу помалобројните етнички заедници. Ретки беа тие личности кои јавно го критикува и упатува на тоа дека ваков еден избор е апсурден. Затоа, јас би се надоврзал и на таа тема дека да, Европската Унија е процес каде што нашата земја треба да се ги усогласи сите своите закони со европските закони, треба да ги довршиме реформите во институциите и слично. И тоа гледаме дека цело време се бомбардира и во јавноста, и премиерот, и сите министри, и функционери на одредени институции, цело време се фалат со тоа дека нашата земја ги исполнува сите реформи со добра динамика, ни даваат некои такви пораки дека политичките личности се залагаат тие реформи да бидат испорачани на време, а од друга страна, можеби сите забораваме дека многу позагрижувачки е феноменот што нашето општество барем јас имам такво чувство дека се оддалечува од европските вредности. Бидејќи баш денес повторно разгледував некои јавни истражувања, нешто што спомна и Петрит, во нашата земја, кога ќе биде поставено прашањето во кои лидери имате најмногу доверба во регионот и пошироко, во првите 5 места, па слободно можам да кажам и во топ 10 места, скоро и да не се појавува некој политичар, државник, лидер што има прогресивни идеи. Сите се личности кои имаат авторитарен пристап, со цврста рака, и тоа на некој начин ни дава една порака и идеја за перцепцијата на нашето општество за демократијата. Исто така, апсурдно е што ние како општество можеби сме единствено општество, барем од тие држави кои јас ги следам во регионот и малку пошироко, каде што, например, ние немаме јавни личности, авторитарни личности од културниот живот, па би рекол дури од естрада, што толку се аполитични. Дури најкомерцијалниот настан на светот, наградите на Оскар, секогаш наметнуваат некои политички пораки, активизам и слично, а кај нас имаме една апсурдна ситуација, или се аполитични јавни личности, или пак се додворуваат на власта. Дури доаѓаме до ситуација каде што дури стендап комедијата не само што бега од политички теми, почнува да биде гласило на некој градоначалник, на некој функционер, на некој министер и слично. И ова е една апсурдна ситуација, една психолошка криза на општеството што несомнено дава поддршка на авторитарни режими. И баш тоа ме потсеќа на теоријата на хегемонија на Грамши, кој вика дека само преку сила не се задржува власта и моќта. Туку тоа се прави и преку овие баш алатки, како што се јавните личности, образованието и слично, каде што сите ги наметнуваат истите наративи, истите пораки, истите идеи
и веќе обичниот граѓанин ја губи перцепцијата на реалност и воопшто не сака ни да размислува дали тоа е вистина или не. И се создава една општа прифатена согласност за сите теми, како што и премиерот ни кажува дека ако треба ќе чекаме и уште децени и децени за да бидеме дел од Европската Унија, и некако општеството тоа го прифаќа без да има некоја поголема реакција. И тоа ни укажува дека можеби проблемот не е во тоа што политички се оддалечуваме од Европската Унија, туку и општествено веќе како да се движиме кон еден друг правец, што е загрижувачки, бидејќи можеби за некое време ќе има политичка промена во нашата земја, но мајндсетот не се менува толку брзо. И тоа долгорочно може да ни донесе дополнителни проблеми и да се движиме во еден друг правец, односно општеството да има конфликт меѓу себе, дали навистина сака да биде дел од Европската Унија, која јас припаѓам во една таа генерација што од рано детство растеме со таа теорија дека Европската Унија е нашата цел, политичка, општествена и слично, што на крај треба да резултира нели и со економска придобивка, и со подобар квалитет на живот и слично. За крај, јас би сакал да бидам умерен оптимист. Свесен сум дека се наоѓаме во една тешка ситуација општествена. Државата не само во надворешна политика има сериозни проблеми и со економијата, и со меѓуетничките односи. Полека почнуваме да станеме едно агресивно општество што се манифестира и во обичниот живот. Денес луѓето не бират да молчат само заради тоа што се плашат дека нешто ќе им се случи. Но самата агресија што се појавува и на социјални мрежи, и јавното линчување, и таргетирање на одредени личности, на некој начин создава една ситуација луѓето да се тргнат од општествените ситуации. Особено младите стануваат се по-аполитични, не сакат да бидат дел од општествените процеси, но мораме да сватиме дека ако сакаме државата повторно да се врати на една вистинска трака, која ќе не носи и до Европска Унија, и до едно по-прогресивно општество, мора да се создаде еден поширок фронт, каде што ќе бидат вклучени и синдикатите, и политичките партии со можеби различни идеологии, но иста цел, и невладениот сектор, и интелектуалците, јавните личности, на некој начин да се создаде повторно некоја клима, како што беше за времето, впрочем и на рушењето на режимот на груевизмот. Тоа не е лесен процес, свесен сум дека тоа бара и време, и ресурси, и знаење, и трпеливост, и премногу енергија, и жртвување. Но мислам дека сега како општество барем би требало да сме малку поискусни за разлика од пред 10 години, да не дозволиме ваквото движење на општеството да трае како во време на Груевски, туку порано да интервенираме и да не дозволиме да влеземе во некоја траекторија која не знаеме каде ќе не води. И затоа јас би завршил со една таква позитивна порака, каде што очекувам во идниот период да го расшириме фронтот, да не се придружат дополнителни и организации, и граѓани, и интелектуалци, и да дадеме позитивни пораки, позитивни примери, да мотивираме младите особено да останат тука и да се борат за иднината на оваа земја. Само така можеме да извлечеме позитивен резултат.